Елегантен накид по поголни цени. MD Jewelry е правото место за вас. Порачите на линкот под видеото. Здраво сите, добро дојдовте во оваа епизода. Јас сум Давид, а ова е Дали ти е страв. Ова ќе биде последната епизода од овој серијал и мислам дека можеме да влеземе во содржината. Во 1983 година, тим од двајца побожни научници спроведоа радикален експеримент во еден стар објект. Научниците теоретизираат дека човек без пристап до какви било сетива или начини да ги согледа дразбите, ќе може да го согледа присуството на Бога. Тие веруваат дека петте сетива ја заматуваат нашата свет за вечност и без нив човекот всушност може да воспостави контакт со Бог преку мисла. Еден постар човек кој тврдеше дека нема ништо за што да живее, беше несведен што беше подготвен да волонтира. За да го исклучат од сите негови сетива, научниците извршиле сложена операција во која секоја сензорна нервна врска со мозокот била хируршки прекината. Иако испитаникот ја задржа целосната мускулна функција, тој не можеше да види, слушне, вкуси, мириси или почувствува. Без можен начин да комуницира со, па дури да го почувствува надворешниот свет, тој беше сам со своите мисли. Научниците го следаат додека гласно зборуваше за неговата состојба на умот со мешани нејасни реченици кои не може да ги слушне. Не можеше да ги слушне. По 4 дена мажот тврдел дека слуша тивки и неразбирливи гласови во неговата глава. Предпоставувајќи дека тоа е почетокот на психоза, научниците обрнале малку внимание на грижите на човекот. 2 дена подоцна човекот плачел дека можел да ја слушне неговата мртва сопруга како зборува со него, а уште повеќе можел и да комуницира. Научниците беа заинтригирани, но не беа убедени, се додека субјектот не почна да ги именува мртвите роднини на научниците. На научниците им кажува и лични информации кои би ги знаеле само нивните сопружници и родители. Во овој момент, значителен дел од научниците ја напуштија студијата. По една недела разговор со покојникот преку неговите мисли, субјектот стана вознемирен велејќи дека гласовите биле поразителни. Во секој буден момент неговата свест беше бомбардирана од стотици гласови кои одбиваат да гостуваат на мира. Тој често се фрлаше кон зидот, обидувајќи се да предизвика одговор на болка. Ги молел научниците за седативи, за да може да им избега на гласовите со спиење. Оваа тактика функционирала 3 дена, додека не почнал да има тешки ноќни стравови. Субјектот постојано велеше дека може да го види и слушне починатиот во своите соништа. Само еден ден подоцна субјектот почна да вреска и да ги притиска неговите нефункционални очи, надевајќи се дека ќе почувствува нешто во физичкиот свет. Хистеричниот субјект сега рече дека гласовите на мртвите се заглушувачки и непријателски, зборувајќи за пеколот и крајот на светот. Во еден момент тој викаше: "Нема рај, нема прошка." 5 часа последователно. Тој постојано молел да биде убиен, но научниците биле убедени дека е блиску до воспоставување контакт со Бога. По уште еден ден, субјектот повеќе не можеше да формира кохерентни реченици. Навидум луд, почна да откризува парчиња месо од раката. Научниците втрчаа во комората за тестирање и го задржаа на маса за да не може да се самоубие. По неколку часа врзување, субјектот ја прекина борбата и врескањето. Гледаше празно во таманот додека капките сози тивко му се ширеа по лицето. 2 недели, субјектот мораше рачно да се рехидрира поради постојаното плачење. На крајот, тој ја сврте главата и покрај слепилото оствари фокусиран контакт со очите со еден од научниците. Тој шепна: "Разговарав со Бога и тој не ја напушти." 2 секунди потоа неговите витални органи престанаа да работат. Немаше очигледна причина за смрт. Па, дали ви е страв? Како случај? Значи, ова е еден од најпознатите крипипасти на интернетот. Ако не знаете, крипипаста е ваква хорор приказна што е чиста фикција, нема ништо, никаков вистински елемент, но сепак некои од тие вакви крипипасти се верува дека има некоја вистина во нив и ова е еден од таквите случаи кај што се верува дека овој случај би можел да биде вистинит. Со други зборови, нели, како што можете да слушнете во оваа приказна, но овој човек му ги откажале сите сетилни органи со цел дека тој би можел да зборува со Бог. Самите научници верувале дека тој би зборувал со Бог како му го направи тоа што му го направиле, но сепак како што слушнавте, само негативни ефекти имало, значи од сите тие гласови тој, нели, почнал да биде хистеричен,
како што можете да видите, нели се лупало од зидови, нешто, нели почнало да си корне месо од раката и све тоа било, нели, негативните ефекти од тоа што му направиле овие научници. И како што можете да видите на крај, наводно Господ во неговата глава му рекол дека тој ги напуштил и дека не е веќе со нив, и после тоа, нели, му откажале сите органи, немал веќе пулс и починал човекот без ниту една очигледна причина за смрт. Мислам дека можеме да заклучиме оваа епизода. Ми беше драго што ја го вратував ова, како што кажав, ова беше една од најпознатите крипипасти на интернетот. Можам да кажам пријатно и се гледаме во следната сезона од Арискерт.